Ете, продолжуваме во нашето студио со оваа наша последна тема со која што го заокружуваме ова издание понеделнично на утринска на Телмот, како Антонио ни го даде предлогот за денешниот оброк на денот и го зготви овој намаз кој што имавте можност да го слушнете па и да си го запишете можеби рецептот. Продолжуваме со нешто кое што се однесува на младите, особено на оние млади кои што сакаат да се реализираат, кои што сакаат да се изразат на свој сопствен уникатен или оригинален начин и млади кои што имаат желба да го направат тоа во сопствената земја, но постојат одредени фактори кои што, како и многу други млади во минатото ги испречиле, па можеби го нашле патот или можноста на некое друго место. Сега за да тоа не биде така, нели, добро е да се има идеја и иницијатива да се направи нешто кое што ќе ги задржи младите овдека кај нас. На тоа цели платформата Силата е у младите, како што е нивниот наслов или лого или име на самата платформа, и што значи Силата е во младите и ќе ги промовира интересите на младите прогресивни и креативни луѓе во земјава. Зашто станува збор и за каква платформа се работи, ќе позборувам во приложение со мојата гостинка, а тоа е Лајка Попова, која што ни доаѓа во утринска тема. Лајка, добро ни дојде. Добро ве најдови, благодарам на поканата. Да, ти благодарам и тебе што ни дојде за да може да зборуваме за оваа платформа и ти како млада личност и дел од PR тимот на оваа платформа ќе позборуваме за самиот концепт кој што таа го има, а тоа е да ги препознае прогресивните и креативни млади луѓе кои со своето творештво и делување во јавната сфера промовираат напредни вредности. Сакаме млади генерации, особено оние кои што токму тоа им е визијата, значи да промовираат напредни вредности, но истите тука да ги реализираат, па ајде да видиме и да чуеме малку повеќе за организацијата. Значи, баш како што кажавте, Силата и младите представува една нова младинска платформа, која што баш цели да го препознае тој огромен потенцијал кој што го имаат младите кај нас, сите тие креативни, амбициозни, вредни, паметни, работливи млади и баш да им даде еден дополнителен простор и дополнителна средина за да се реализираат, да творат, да се изразуваат. Значи, исто така платформата цели баш да речеме да создаде па и да одржува една континуирана комуникација со младите, но и една конструктивна соработка. Главната идеја е преку активниот ангажман кој што го имаат младите и во областа на уметноста и културата, нели? Баш да се создаде едно повисоко ниво на квалитет на живот тука, кај нас во Македонија, значи младите едноставно да се мотивираат малку повеќе да останат тука и да сакаат да живеат и да творат тука. Баш да покажеме дека ги вреднуваме младите, дека го гледаме нивниот потенцијал, дека ги поддржуваме максимално и дека Македонија може да биде супер место за тие да се развиваат. Да кажеме исто дека и активностите на платформата се во организација на PMG Recordings, тоа е кратко. Дискографската куќа и Издруженијето крај Вардарот, кои што, нели, меѓу другото се и организации на различни фестивали кои што ги најавуваме и се реализираат кај нас, а сепак се со едно добро реноме и публика која што е многобројна. Што се однесува до платформата, таа започна со активности изминатиот викенд, односно овој викенд кој што го завршивме, со два музички настани во едукативниот културен центар Лабораториум. Тоа беше во питокот и во саботата. Па како помина овие настани и зашто беа? Значи, многу сме задоволни, имаше многу убава енергија на овие настани, премногу млади луѓе. Конкретно во петокот ја започнавме платформата, тоа беше првиот настан. Имавме концерт во живо на средношколскиот рок-н-рол бенд Црно собрание, кој што се од гимназијата Никола Карев. Значи, имаше публика полна средношколци, но исто така и горди родители и наставници од гимназијата кои дојдоа да ги поддржат. Потоа во саботата имаше денска клубска забава или како што викаат денски рейв. Настапија 4 диџеи на ОВЦ колектив, тоа е еден нов младински колектив кај нас кои промовираат нови таленти на македонската електронска музичка сцена. Многу сме задоволни од двата настани, многу добар фидбек добивме, се трудиме така да продолжиме. Одлично. Замислена е како квалитетен просек на најубавата и најпаметната македонска младина и како што рековме, платформата всушност ќе биде генератор и иницијатор на дружење и интергенерацијска креативна и конструктивна соработка за подигнување на квалитетот на младите, на нивниот живот, нели, преку нивно динамично ангажирање во областа на културата и уметноста. Па ако направиме еден осврт на тоа колку квалитетен живот имаат младите во ова време или во ова современо живење и кога е културата и уметноста во прашање, од една страна можеби нема доволно можност каде сето тоа, нели, да го време да го поминат на тој начин, но пак од друга страна не можеме да занемариме она кое што се случува и на културни
културни, но уметнички план. Доколку младите сакаат кон тоа да се насочат. Еве и ти како млада личност и околината со која што си обкружена, твоите пријатели и соработници, кој е впечатокот дека има, но веројатно постои можност за повеќе, а такво нешто треба да се создаде? Значи, апсолутно, не може да кажеме дека е само лошо кај нас, апсолутно не, има многу потенцијал и има можности, но апсолутно постои простор за да има повеќе, поради тоа што и разбирливо зашто им одредени млади луѓе заминуваат во странство и пробуваат да направат нешто повеќе за себе, ама целата поента е многу повеќе да вложиме во тие амбициозни и квалитетни млади за да можат тука да се реализираат, тука да им биде убаво, се што можеме и ние како млади да направиме за да ни биде тука подобро. Така е. Што се однесува до останатите активности, кои што ќе се документираат, ќе ги подржат и презентираат современите движења и продукцијата на младите денес, што се очекува во скоп на оваа Значи се очекува најпрво една низа на музички настани, дали се тоа концерти, на бендови, дали поединци ќе настапуваат, дали се диџеи, ќе имаме различни музички настани. Најпрво сега на 17 февруари ни е следниот настан. Ќе настапат исто така во лабораториум неколку наши млади македонски поп музичари. Потоа следат и други настани, ќе имаме некои гостувања од странство, баш и на овој настанот што е сега на 17 февруари, заедно со нашите поп музичари Young Daddy, Зибом, Матеј Фолц и ред други ќе настапи и Мала Беба, таа е гостинка од Србија. Потоа во прилика на средината на март и на почетокот на март ќе имаме и други настани. Ќе гостуваат Артан Лили од Белград, кој што се веќе мислам дека добро познат бенд. Нив ќе ги придружат како предгрупа скопскиот поп-рок бенд за Наду. Потоа при крајот на, односно средината, крајот на март ќе има една клубска вечер каде што ќе настапи диџејката Кейти од Лондон. Ќе биде поддржана од наши млади диџеи. Значи, ќе има и ред други музички настани и за сите тие ќе има навремени ажурирања на платформите на што ги има профилите што ги има во платформа на социјалните мрежи, да, на Инстаграм и на Фејсбук, така да таму ќе има навремени ажурирања за се. Покрај тоа што ќе има вакви музички настани, ќе има и 2-3 стриминг дискусии, исто така ќе бидат навремено објавени. Баш ќе се збори со млади луѓе од различни профили, општо да зборуваат за идеи, цели, интереси нивни, да зборуваат за што ги инспирира, можеби со какви предизвици се соочуваат во нивното секојдневно живење и работење кај нас. И баш она што сега го зборувавме, што можеме и ние како млади воедно да направиме за да ни биде подобро тука и да останеме тука. И што е најважно, важноста дека навистина треба да се зборува за одредени теми, кои што ги засегаат младите, не само во област или во сферата на нивното креативно работење, творење или оно кое што тие го замислуваат за себе, за нивната кариера и професија, туку и едноставно за секојдневниот живот. Да, апсолутно. Бидејќи младите треба да се слушнат за тоа што имаат да го кажат, да си разменат свои искуства и впечатоци, па за нешто доколку има потреба нели да се добие одредено мислење, коментар, сугестија и од оние кои што и имаат можеби и помудро што да кажат и да ги советуваат младите. Претпоставам дека тоа се однесува на подкастите, за да се степенува важноста на интересите, потребите, предизвиците и вредностите кои што ги тангираат генерациите. Една одлична иницијатива, идеја, замисла, платформа која што верувам ќе придонесе за дополнително добивање на самодоверба кај младите, апсолутно, но истовремено и дополнителна идеја да како на овој начин ќе можат да останат во својата земја, а сепак да бидат успешни и да уживаат меѓу другото. Верувам дека тоа е и она кон кое што сите се стремиме, а вие си имате своја замисла која преку оваа платформа се надам ќе се оствари, така што доколку има новитети и настани кои што се во склоп на истата, ние ќе бидеме тука да ги најавиме и да ги споделиме се со цел да ги информираме. Младите, рековме, достапно на Инстаграм и на Фејсбук страните каде што ќе може дополнително да се информираат. Па мислам дека кажавме се лајка, така? Од прилика, да. Би сакала само да напоменам и дека ќе во рамките на платформата ќе се издаде една винил компилација која што ќе го носи името Поп култура. Баш некои од оние поп музичари што ќе настапат на 17 февруари ќе бидат дел од артистите чии дела ќе бидат вклучени на овој винил. Винилот е дефинитивно најквалитетниот носач на звук и се уште е најпопуларен и најценет во светот на музиката, па многу сме возбудени за неговото издавање исто така. Одлично.
Ви посакувам успех на оваа платформа и Благодарам да се многу. надеваме дека ќе има и повеќе можности за младите кои што ќе имаат и каде и како и на кој начин да ги изразуваат своите виштини, таленти и сето тоа кое што го знаат и умеат, се со цел да имаме млади, здрави и успешни генерации. Благодарам Лајка за гостувањето, да се видиме во следна прилика. Ние тука ќе направиме уште еден завршеток со убав музички спот и песна, а потоа со Марче ќе се одјавиме за денес.